Македонија без земјотреси, но вистинска вулкан ерупција од бомби од утре се најавува на јавната сцена. Аудио снимки и фотографии за висока корупција на функционери од владата, собранието, судовите, но и елитни бизнисмени од рацете на новиот бомбаш Бојан Јовановски, познат како Боки 13, се на пат кон обвинителството за организиран криминал и корупција. Кој се може да биде обвинет за корупција и влијание и на кого ќе му се урне интегритетот? Бомбите може да родат низа обвиненија за функционери од извршната, законодавната и судската власт. Актерите се офатени во над милион фајлови, за кои веќе во понеделник Јовановски ќе може и лично да сведочи. Шефот на организиран криминал и корупција во обвинителството Ислам Абази ќе има полни раце работа, оти според тврдењата во Бумеранг, кодното име на операцијата, високи функционери се лица што се снимани, фотографирани и прислушувани. Дел од нив наводно биле и се уште се во власта. На барање на адвокатите на Јовановски, сослушувањето и разговорот со Боки 13 треба да биде сниман и документиран. На снимките и прислушкуваните разговори, според она што досега изнесено во јавноста, се договара криминал и корупција како и силно политичко влијание. Ова во неколку наврати досега го изјави и самиот Боки 13, кој подолго време најавува дека поседувал бомби. Документите веќе биле вештачени од страна на стручно лице, но вештиот наод дополнително ќе биде доставен до обвинителството, најави неговиот бранител. Ќе одлучиме во врска со вештачењето во кој период ќе биде доставено, секако дека е готово тоа вештачење и повторувам, со тоа се потврдува автентичноста на сето она што го велим. Бумеранг е кодното име на оваа операција. Кумот е непознат, но затоа пак бранителот на Боки 13, поранешниот судија Владимир Туфекџич, вели дека името произлегува од материјалот на доказите. Каков Бумеранг овој пат се крие во новите снимки и фотографии, останува да видиме. Бојан Јовановски на 2 пати осуден по 9 години затвор за случајот рекет и невладината меѓународен сојуз за перење на пари, измама и противправно примање на награда и влијание.